Ниту државата е стабилна, ниту владата е стабилна. Последниве случувања во Македонија како блокарата на собранието, но и најавите на алтернатива и Павле Трајанов ја покажуваат ренливоста на власта во Македонија. Според аналитичарот Аги Мјонус, потегот на Трајанов и барањето за една изборна единица е во ред и за поздрав, но смета дека тешко би можело да му биде исполнето. Ни државата, ни владата не е стабилна. Значи, се е политички бизнис. Нема една опција која што има чисто конституитивен интерес и патриотизам во пристапот на одржување, зачувување и функционалност на државата. Она што Павле Трајанов го декларира е во ред за поздрав, меѓутоа мислам дека во овој момент е неизводливо затоа што позицијата и султанатите, политичките партии султанатите се во една грч позиција за зачување на своите позиции. Јонус се настават дека состојбите во државата во моментов се далеко од сериозноста на која треба да бидат, па искористи еден популарен виц. Ситуацијата е до едно ниво толку несериозна што заслужува да се спореди со еден виц кој вели дека во шумата се тепале партизаните и германците и дошол шумарот и ги избркал на крај. Генерално целиот политички естаблишмент заслужува да им дојде шумарот. Во моментов блокадата на опозицијата не е единствениот проблем за власта, проблеми постојат и во самата владина коалиција, каде според последните пораки алтернатива со 4 пратеници размислува да ја напушти коалицијата. Скендер Реджеп Езејд порача дека многу од ветеното не е исполнето, а тоа е причина да се разгледува учеството во власта. Не сме задоволни од работата на владата. Не сум задоволен од тоа што ветивме пред да влеземе во оваа коалиција. Ветивме напредок на преговорите со Европската унија. Ништо. Ветивме конкретни проекти за граѓаните. Нема ништо од тоа. Не сум задоволен. Ако продолжи вака, алтернатива подобро да ја напушти владината коалиција. Понатаму, тоа што беше договорено со коалициониот партнер СДСМ не е исполнето. Многу кадровски решенија не се реализирани, а беа ветени. И покрај ваквата ситуација во која на власти се заканува можно губење на парламентарното мнозинство, премиерот Димитар Ковачевски е на ставот дека тоа е стабилно, поголемо од претходното на Заев.